Правото на бесплатна правна помош представува сервис на граѓаните и другите лица кои не се државјани да дојдат до различни услуги на правна помош. Ова право не е основно човеково право, но е право кое извира од правото на еднаквост на сите граѓани пред уставот и законите во остварување и уживање на слободите и правата, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичко и верско уверување, имотна и општествена положба. Со цел да се исполни оваа обврска за еднаквост на граѓаните и другите лица при остварување и уживање на своите права и слободи, во мај 2019 година донесен нов закон за бесплатна правна помош, применлив од 1 октомври 2019 година. Законот ја предвидува обврската на државата финансиски да им помогне на лицата кои имаат потреба од правно советување, правно застапување или пристап до институција или постапка каде ќе ги остварат и заштитат правата од нивен интерес. Новиот закон за бесплатна правна помош дефинира и предвидува два облици на бесплатна правна помош, и тоа примарна и секундарна правна помош. Примарната правна помош е првиот иницијален облик кој се дава од Министерството за правда преку своите подрачни оделенија, распространети и лоцирани на територија на цела држава, здруженија на граѓани со овластување за давање примарна правна помош и правни клиники при правни факултети со овластување за давање примарна правна помош. Примарната правна помош се дава на секое заинтересирано лице за било кое правно прашање без ограничување во однос на неговата материјална или финансиска состојба. Овој облик се дава како иницијален правен совет за правото на користење бесплатна правна помош со објаснување на условите, постапките, обврските и одговорностите при користење на правото, општа правна информација во форма на општи начални упатства информации за начинот, условите и постапката за остварување на определено право или интерес, општ правен совет за конкретно правно прашање или проблем што лицето ги има, а се дава во форма на посочување на можностите за неговото прашање, совет за законска регулатива, можност за вонсудско решавање, запознавање со начинот и давање на правна помош во судски и управни постапки, помош при комплетирање на барањето за секундарна правна помош, помош при пополнување на формулари и образци ограничени во постапка за социјална заштита и заштита на правата на децата, пензиско, инвалидско и здравствено осигурување, заштита на жртви на родово базирано и семено насилство, постапка за упис во матична книга на родени, стекнување со документи за лична идентификација и државјанство и крајно составување на представки до Комисија за заштита од дискриминација, народен правобранител како и состав на барања за заштита на слободи и права до Уставниот суд. Примарната правна помош, што ја даваат подрачните оделенија на Министерство за правда, е сведена единствено на иницијален правен совет за правото на бесплатна правна помош, општа правна информација, општ правен совет и комплетирање барања за секундарна правна помош, за разлика од примарната правна помош што ја даваат овластените здруженија и правни клиники и опфаќа се што е претходно наброено. Секундарната правна помош е вториот облик бесплатна правна помош. Во себе опфаќа потребата од водење судска, управна или управно-судска постапка, застапување пред суд, фонд за пензиско-инвалидско или фонд за здравствено осигурување или, доколку е потребна правна помош пред лица кои вршат јавни овластувања, односно нотари и извршители, но под точно предвидени услови во Законот за бесплатна правна помош. Од тука, ако на лицето му е неопходно водење на ваква судска, управна или постапка пред некој од наведените вршители на јавни овластувања, и ако ги исполнува условите врзани за неговиот статус, материјална, имотна и финансиска состојба, ќе добие правна помош од адвокат во форма на застапување, советување и состав на писмена, ќе биде ослободен од судски такси и трошоци поврзани со постапката пред суд, ќе биде ослободен од трошоци за изработка на вештачењето, ќе биде ослободен од административни такси таму каде е потребно. За одлучување по поднесеното барање за секундарна правна помош надлежни се подрачните оделенија на Министерство за правда, додека овој облик на бесплатна правна помош се реализира од адвокати кои имаат добиено овластување за бесплатна правна помош и се запишани во регистарот на адвокати што ги води Министерството за правда. Постапката за добивање некој од облиците на бесплатна правна помош започнува со првична средба во просториите на здруженијето, правната клиника или подрачното оделение. При оваа средба се појаснува проблемот што лицето го има и се разгледуваат и објаснуваат можните начини на неговото решавање. Доколку е неопходно водење судска постапка, детално се објаснуваат условите, постапките, обврските и одговорностите при добивање и користење бесплатен адвокат и бесплатна помош од државата. Затоа, од основно значење е барателот да се работува со давателите на бесплатна правна помош,
да не го злоупотребува правото и во секое време да дава точни и вистински податоци за материјалната и финансиската состојба. За да се добие секундарна правна помош се пополнува писмено барање. Образецот го обезбедуваат давателите на примарната помош бесплатно, исто како и правната помош која му ја даваат на барателот при пополнување на образецот. Барањето се пополнува врз основа на добиени целосни, точни и детални информации од страна на барателот. Барањето го подпишува својорачно барателот, се поднесува лично од него или од некој од давателите на примарна правна помош. Се поднесува до подрачното оделение кое е надлежно зависно од општината на живење на барателот. Постапката понатаму ја води подрачното оделение, кое се обраќа до сите државни органи кои имаат податоци за материјална состојба со цел истата да ја провери и да стори веројатно дека на поинаков начин барателот не би можел да дојде до правна помош без да ја загрози сопствената екзистенција или екзистенцијата на неговото домаќинство. Доколку подрачното оделение одобри правната помош, барателот станува корисник на правото и како таков има уврска да присуствува на средба со адвокатот, закажана од страна на подрачното оделение. Меѓу другите обврски кои корисникот ги има се и задолжително за секоја промена во неговата состојба да го извести подрачното оделение, доколку во иднина го добие судскиот спор да се информира во подрачното оделение што треба и како треба да се постапи во согласно со правилата на Законот за бесплатна правна помош и во секое време да биде достапен по потреба на подрачното оделение и да соработува со споделување информации за исходот на постапката. Користењето бесплатна правна помош во форма на секундарна правна помош е врзано за три главни услови. Прво, категорија во која влегува барателот. Второ, неговите приходи како и приходите кои ги остваруваат членовите на неговото семејство со кои живее во заедничко домаќинство. И трето, услови врзани за движен и недвижен имот на барателот и членовите на неговото домаќинство. Првиот услов е барателот да е државјанин со постојано живеалиште во државата, доколку е странец да има дозвола за привремен или постојан престој, а доколку е лице без државјанство да има законски уреден престој во државата. Секундарна правна помош може да побари лице кое има право на правна помош согласно меѓународни договори, ратификувани во согласно со Уставот, како и баратели на правото на азил. Приходот е основниот услов кој се цени при одлуката за дозвола за користење секундарна правна помош. Според приходот кој барателот и неговото домаќинство го остваруваат, може да се утврди дали пристапот до правна помош би бил ограничен за барателот. Основната граница за редовни месечни примања на барателот е минималната нето плата, утврдена со член 6 од Закон за измени и дополнување на Законот за минимална плата од 19 ноември 2019 година, според кој минималната нето плата за период од декември 2019 до март 2020 ќе изнесува 14.500 денари. Доколку на ова се додаде и дозволеното покачување од 20% од минималната плата за секој нареден член од домаќинството, 1/4 член од семејство на ниво на домаќинство може да достигне и приходи од 23.000 денари и ќе се смета дека ги исполнува условите за користење на ова право. Редовните месечни примања се проценуваат во последните 6 месеци пред поднесување на барањето. Обратно, доколку станува збор за повремени месечни примања, истите се проценуваат во последните 12 месеци пред поднесување на барањето за секундарна правна помош. За разлика од претходниот закон, со новиот закон се врши проширување на сопственоста врз недвижниот имот, кој може да го поседуваат во сопственост барателот или членови на неговото семејство со кои живее во заедничко домаќинство. Па така дозволено е да поседува стан или куќа каде барателот живее. Дополнително може да поседува парцела не поголема од 300 метри квадратни во град Скопје или 500 метри квадратни во други општини или парцела не поголема од 5000 метри квадратни во рурални и селски средини. И дополнително, барателот може да има само едно регистрирано моторно возило чија работна зафатнина на моторот не е поголема од 1200 кубни сантиметри. Во наброениот имот, како имот нема да се смета, предмети кои се иземени од извршување согласно Закон за извршување, приход од имот кој барателот го стекнува како заработувачка, возило кое барателот го поседува а го користи за превоз на инвалидно лице, кој е член на домаќинството и доколку поседува во сопственост природно неплодно земјиште, ливади, пасишта, трстици и мочуришта од 5, 6, 7 и 8 класа согласно со Законот за катастар на недвижности.
Законот не врши прецизирање на правните области во рамки на кои може да влегува правното прашање за кое барателот има потреба од правна помош. Меѓутоа наведува исклучоци за правни прашања за кои нема да може да се одобри секундарна правна помош, како што се прашања кои се однесуваат за царински и даночни работи, клевета и навреда, надомесна нематеријална штета, освен во случаи за жртви на кривични дела, како и во случај на смрт или тежок инвалидитет, согласно одредбите од Закон за облигациони односи, правна помош во прекршочна постапка, правна помош за прашање од областа на јавни и комунални услуги определени во Законот за заштита на потрошувачите и Законот за комунални дејности, имотни правни прашања во управна постапка, каде би влегле постапка за легализација, приватизација и денационализација. Законот дава можност за водење 3 постапки зависно од роковите кои ги предвидува за нивно завршување, а во секој случај внимава нетноста на целата постапка за бесплатна правна помош. Така постојат редовна итна постапка и постапка без проверка на финансиската состојба на барателот. Редовна постапка е онаа која би требало да се заврши во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето. Во овие 15 дена подрачното одделение ќе собере податоци од сите институции за материјалната и финансиската состојба на барателот и ќе донесе одлука дали ќе го одобри ова право или не. Итна постапка е онаа кога постојат кратки рокови по закон, 8 или 15 дена, во кој барателот треба да оствари или заштити некое право, или кога ги определила некоја институција или орган на власта. Во вакви ситуации, подрачното одделение одлучува во рок од 2 дена од поднесување на барањето и носи потврда дека ја одобрува секундарната правна помош, но во наредните 15 дена сепак ќе пристапи кон проверка на материјална и финансиска состојба на барателот. Поради ова од големо значење е барателот да дава точни и вистински информации за неговата материјална и финансиска состојба, за да не настанат несакани негативни последици по него. Постапката без проверка на финансиска состојба се одвива само и исклучиво ако има посебни околности, односно доколку барателот е сместен во згрижувачко семејство или во стамбена единица за организирано живење со поддршка или во установа за социјална заштита со решение за центарот на социјална работа, ако барателот има потреба од покренување и застапување во постапка за изрекување привремени мерки за заштита од семејно насилство и кога поради елементарна непогода, виша сила или други околности кои се надвор од контрола на барателот се нашол во финансиска состојба што го спречува самостојно да обезбеди заштита на своите права. Доколку на барателот му е издадено известување со кое не се одобрува секундарната правна помош, тој има право на приговор во рок од 15 дена од денот кога го примил известувањето. Приговорот се поднесува до Министерство за правда. Министерство за правда решава по приговорот во наредни 10 дена од денот на прием на приговорот и може да одлучи да го уважи или да го одбие како неоснован. Доколку го одбие како неоснован, барателот се уште има простор за искористување правни лекови, во овој случај против одлуката на Министерство за правда има право да поднесе тужба до управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката на Министерството за правда, со која ќе ја побие законитоста на истото.